Civil Media. Како ќе оцените улогата на ДУИ во изборниот процес? Во првиот изборен круг имавме ситуација во која голем дел од полицијата, па единиците за брзо распоредување и цела механизација беа присутни низ цел дебар, особено со фактот што таму се бираше истовремено и градоначелник на општината. Па дури премиерот Зоран Заев во еден момент замина за дебар за да го поддржи кандидатот за градоначелник, додека траја избори за претседател на државата. Како би го искоментирале се тоа? Па јас, овој резултат од првиот круг се може да се многу работи стана јасен за улогата на одделни субјекти учесници во изборниот процес, партиите, поготово ДУИ, СДСМ и така натаму. Овој неочекувано слаб резултат кој никој не очекуваше, се дължи на повеќе фактори. А пошто ме интересира за ДУИ, јас мислам дека една од причините, и тоа побитна е поддршката на ДУИ за Стево Пендаровски. Затоа што таа поддршка не може да биде неискрена. Таа е исклучиво мотивирана каде ќе се најдат кадрите на ДУИ во нареден период. А искрена ли е поддршката на Заев кон кандидатот за градоначелник на ДУИ? Веќе избран градоначелник. Апсолутно, премиерот Заев, го имаме тоа напишано и напишано, упатено дека направи голема грешка што он ги предаде оној дел избирачи што 2016 година се на власт. И повторно отиде да ги поддржи кандидатите на ДУИ за градоначелници на општините. Да не беше неговата поддршка без потреба, би оценуване, дека не знае дека тоа така. И да излезеш ти јавно да кажуваш дека тие се под истрага, дека Рамис Мерко е исто така се со корупција и да одиш после известно време да дигнеш раката на Рамис Мерко и да кажеш гласите, мислам дека грешки се крупни на Зоран Заев. Да одиш и да им плачеш долги на општините, да Тетово и така натаму, каде што на платен список се држат стотини луѓе, илјади кои воопшто не се јавуват на работа. Тоа се сите гласачи на ДУИ. Да не се плаќањето од буџетот, веќе десетина и повеќе години, на илјади симпатизери на ДУИ и нивните членови на семејствата, тие прават околу 20, најмалу 20.000 избирачи. Да не се тие плаќања кои, на жалост, и Заев и министерот за финансии сите знаеме дека се против законите. Не постои во светот случај некому да се плаќа пари дома, да сиди само затоа што е на список во секретаријатот за Охридскиот договор и тоа регрутирани преку под ограниците на партијата. Лично знам дека тој список никој не го поставува тоа прашање. Сум се обидел и преку Цивил да прашам во влада кој ги регрутира, кои услови требало да ги исполнат за да бидат запишени во тој список и колку се и каде се и така натаму. Добивте одговор? Не се добива одговор нити од владата, нити од никога. Редовно ги критикувате функционерите на ДУИ. Имате нешто лично против партија? Никогаш ја ДУИ сум ги поддржувал од 2002 на изборите, jer ние мислевме дека тоа време ПДП изгуби изборите прв пат 2002. Меѓутоа фактот дека формираа партија учесниците во отпорот, УЧК, мислевме дека
Тоа го доживавме како и ние да сме победили. Jer во тоа време, на тој начин да се изрази незадоволство на албанците за остварување на своите права имаше основа. Имаше основа тоа што ви кажав малку пред. Тие 10 години беа направени крупни грешки, односно пропусти што можеа многу работи да видат поинаку и да не дојде до таков настан. Меѓутоа, коалицијата на ДУИ, пошто доби мнозинство во пратеници албанци, а пред тоа се знаеме дека ДПА, без да има поддршка на албанците, ВМРО ги зеде во коалиција, ние мислевме да го поддржиме принципот победник со победник. После тоа, повторно со тоа 2008, со притисок на странците, сепак беше принудена ВМРО да коалицира со ДУИ и да тргне ДПА како нелегитимна, како не без поддршка на мнозинството албанци. Меѓутоа, ДПА ДУИ откако влезе од 2008, поготово после 2010-2011, тие успеа нив да ги со кои методи ги користија ВМРО, тие се заложници, за нив за сите има снимки, не само снимки што беа забрането да се продолжи објавувањето од Зоран Заев, туку и оригинални други снимки има ВМРО за нив. Затоа тие еден по еден, како што гледате од јавноста, избегнуваат да се појавува, останал алијантите со Артан Груби и со Бојан Османи, изедниците. Како би го искоментирале најновиот извештај на Државната комисија за спречување на корупција во однос на непотизмот и што сметате дека треба да направи владата си? А јас не ги знам деталите докаде е надлежноста на комисијата, освен тој Чекор што го презеде таа, мислам дека е симпатичен и символичен. Симпатичен и символичен. Таа допрва се комисијата, ќе види како ќе се однесуваат, меѓутоа, тие луѓе од морална страна треба да се бегат од работа, тие министри. Меѓутоа, јас сум имал прилика и да разговарам и со председателката на комисијата, треба поддршка и за овој нејзин прв Чекор на јавноста, меѓутоа, непотизмот партијата тој го отврли како можност. Пред тоа, второ, излезе сега министерот, вика апсолутно не доаѓа предвид. Таа казна ја ќе ја платам, мама сестра ми од работа да излезе. Не иде предвид. Еви го отпор. Владата е сега таа што која влада? Заев најавува дека ќе има чистка. Артан Груб излага, вика, ние сме задоволни со нашите кадри. Тој е задоволен и со задоволен дораку дека животната средина ни ја поправа. Веднаш, како онда функционира? Тој ДУИ оди до собрание таму сега за одени други интереси, кај законите за судството, нешто, веднаш во коалиција со ВМРО. Тие се во тајна јавна коалиција со СДСМ, во тајна чуваат според со ВМРО. Скандалот со Трајко Велјановски е познат, чист како те, што има тука. Сите овие симптоми се дека со ваква влада не борба против корупција имаме. Нема ова, нема тоа како факт. Еве сега викат дека во голема победа направиле тие за резултатот од изборите. ДУИ. Најавија и одењето од врата на врата. Од врата на врата. Од врата на врата тие што во нивните изборни штабови нигде немаше сликана Стево него Али Ахмет. Нигде не спомна дека ќе гласаме за Стево, него ќе гласаме за евроинтеграција. Па тоа не е случајно тој перфиден однос. Не ја тоа имам прилика и да го кажувам, тоа кажувам
луѓето сите пишуваат секој ден смисленост. Значи, едноставно оценуваат, вреќат интелигенција на широк круг луѓе интелектуалци. Дека сме направили реформи. Реформи се, за мене премиерот се фали дека ние ќе со реформите в Македонија веднаш ќе надмине и Црна Гора и Србија, затоа што порано има правено многу реформи. Уште од времето на... Тие се дел од таа влада, во оваа влада. Ги фали, вика Али Ахмети го цитира. Сме направили многу добри работи со господинот, кога во текот на заедничката власт со господинот Груевски. Цивил медија